Концепт Соина е интерактивна емисија во која авторката и водител Иванка Додовска разработува актуелни теми од современото македонско општество. Емисијата има за цел да прерасне во вистинска работилница на знаење и размена на искуство од областа на политиката, образованието, историјата, религијата и безбедноста, кои ќе имаат позитивно влијание врз развивањето и унапредувањето на општествениот диалог кај слушателите. Концепт Соина. Понеделник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Добро вечер, почитувани слушатели. Вие сте на Радио Брановите на Радио Слободна Македонија. Ова е редовниот термин на Концепт Соина. Јас сум вашата авторка и водител на емисијата доктор Иванка Додовска и денеска, како и секој понеделник во истиот термин, во новиот циклус на емисии, говориме на општествено битни теми, значајни случувања, разговараме за актуелности и состојби во регионот, но и во светот. Секоја недела сегментарноста на темите ја прават посебна, тоа што самиот концепт, значи го прават посебен со тоа што секој од моите соговорници има свој оригинален израз, свое видување и размислување преку кое ги пренесува до почитуваната јавност, до моите ценети слушатели, ставовите и размислувањата кои би требало да придонесат за ширење на видиците, за едноставно собирање на нови сознанија кои би можеле во нашиот комплициран живот да направат некаков ред, но можеби и да ги насочат нашите мисли кон некои аспекти кои што досега не сме имале прилика да ги размислуваме или за нив едноставно да ги ставиме во концептот на нашите размисли. Сето тоа како и можноста да се има еден форум на различни ставови и мислења. Јас мислам дека концепција веќе прераснува во една навистина вистинска мала политиколошка лабораторија која би требало, значи, да придонесе да се едноставно сите сплотиме во некои универзални вредности кои не засегаат сите нас, бидејќи применливоста и на општествените науки е така срочена да биде насочена кон унапредувањето на цивилизацијскиот напредок, како и на воочувањето на оние кризни моменти кои се особено значајни или ја засегаат иднината на нашата планета, на целата цивилизација. Не сакајќи да должам повеќе, вие знаете дека Концепт Соина и минатите неколку циклуси имаше особено внимание посвети на прашањето за глобалниот тероризам, за прашањата поврзани со кризите на модерниот свет, прашањата поврзани со аспектите кои ја засегаат меѓународната безбедност, но и прашањата за мирот. Од таму, по втор пат, имам честа, како мој драг соговорник во студио да ми биде, денешен соговорник, почитуваниот колега, политикологот Александар Дамјановски, председател на Институтот Республика. Вие, Александар, и минатиот пат навистина дадовте еден многу значаен придонес. Тогаш говоревме за некои полокални теми, некои така видувања кои што директно ја засегаат Република Македонија. Овој пат нашиот разговор ќе го водиме на едно глобално ниво. Ценам дека вашите анализи и истражувања, она што вие се занимавате катадневно, е насочено кон 21 век и развитокот на односите кои што ќе уследат во текот на 21 век и оттаму прашањето за блискоисточната криза која ние се посилно ја чувствуваме со доаѓањето на се поголемиот наплив на имигранти, азиланти, политички бегалци, покажува дека не може веќе да очекуваме локална разврска на овие состојби кои што се случуваат повеќе од 2 декади интензивно, туку таа почнува да се прелева и да го зафаќа западниот свет или она западна цивилизација која што се темели на постулатите на либералната демократија. Оттаму председа уште еднаш да ве поздравам, добро вечер. Добро вечер и ви благодарам на поканата повторно да бидам гостин во вашата емисија и да разговараме на теми кои што ја засегаат и целата цивилизација, меѓутоа секако сите тие имаат импакт врз Македонија на крај-крајава. Се согласам со вас. Александар, ајде да преминеме директно на она што најмногу не интересира сите. Кој е моментално најголемиот глобален предизвик според вас? Па вака сега, кога ќе се земе во предвид дека целокупната земја е веќе 20 години
во војна со тероризмот директно, значи претходно беше Ал-Каеда, сега една фракција на Ал-Каеда која што се отцепи со текот на кога се отвори просторот. Значи, после арапската пролет се отвори простор кога САД се повлече од Ирак, директно своите сили ги повлече од Ирак и се отвори простор, еден вакуум каде што успеа Ал-Каеда да се подели на два дела и едниот дел впрочем да почне да владее со огромни територии од две огромни држави, значи од Ирак и Сирија, и да се формира една ако може да се нарече, мислам веќе и факт со тоа што имаат своја економија и свое образование, све имаат свое, значи една држава ИСИС, значи иако е тоа терористичка организација, таа веќе влегува во еден сегмент, како што кажав, и може да се нарече држава. Значи ИСИС како организација, како еден организиран систем на владење на одредени територии, веќе има и своја економија. Значи тргува со нафта, тргува со наркотици, мислам со сите тие нелегални работи со кои што може да се тргува, заработува, значи и повеќе од доволно за тоа што им е потребно за да се борат за ширење на нивната така наречена идеологија, значи една исламска идеологија која што е во огромен дел изветоперена од она што фактички состојува во исламот и пропагираат, значи крајно радикални ставови. Сега проблемот доаѓа тука кога што ќе се земе во предвид тоа која финансираше ИСИС. Значи ИСИС како една организација не била никогаш директно не била финансирана од западните сили, меѓутоа во огромен дел помогнат нејзиниот подем. Значи на кој начин? Значи со почнување на арапската пролет, значи Тунис, Либан, Египет, се отвори вакуум каде што државите кои има свој безбедносен систем. Значи да не се лажеме, Либија, Египет и Тунис има огромни безбедносни служби кои што директно се бореа за контролирање на овие терористички организации и овие радикални исламисти на нивните простори и беа во тесна соработка со сите големи фактори, значи и со САД, и со Русија, и со Европската унија. Меѓутоа помогнати од Франција и од Соединените американски држави при соборувањето на Муамер Гадафи, се отвори простор тие радикални исламисти да дојдат до тоа оружје и до таа слобода која што западните сили ја дава на бунтовниците во тие држави и да формираат своја војска која што веќе значи огромна за светски размери, затоа што ИСИС брои неколку десетици илјади војници сега кои што секојдневно се борат против веќе и Русија, и САД, и Франција, и Турција директно се вклучени во борбата против ИСИС и веќе една година не можат никако да ја намалат силата на таа организација. Значи до тоа оружје и тие финансии они не дојдоа преку ноќ. Значи, они ги користаа ресурсите на Ал-Каеда, ги користаа ресурсите дадени од западните сили за уривање на тие, како што ги нарекува, недемократски режими, што беше крайно смешно, зашто во тие држави, кај што ги соболеа тие тоталитарни режими, пред ова се живееше, значи, подобро од 90% земји од светот. Во Либија им беше прекрасно. Во Египет живеа супер, туризам све има. Значи Сирија, значи немаше револт никаков кај граѓаните реално, додека тоа вештачки не го направија западните сили и дојдовме до ситуација да имаме сериозен проблем врз безбедноста на цела цел свет. Така. Александар, само едно подпрашање апропо ова што го дискутираме за актуелниот глобален предизвик. Знаеме дека во 2011 година по убивањето на Осама бен Ладен од страна на
американските бомбардери, изникна некако, се возобнови едно порадикално движење дури од самата Ал-Каида во лицето на ИСИС. Знаеме и дека лидерот на ИСИС, Ал-Багдади, 2004-2005 година е обучуван во Израел и од таму практично, нели, лежејќи во затвор, прави добра организациона мрежа, поврзувајќи се со доста голем број на радикални исламисти, кои потоа стануваат негова логистика во преземањето на водството од страна на Ал-Каида и на создавањето на една огромна територија, како што веќе кажавте и вие, на исламска држава. Кој беше интересот на западните сили да ги започнат сите овие процеси? Дали борба за ресурси или има нешто повеќе? Видете, секогаш во меѓународните односи и почнувањето на војни никогаш тоа не е поради тоа што некој го сакаме или не го сакаме. Значи секогаш се работи за интерес. Се покажа дека во Либија интересот беше на Франција и на Велика Британија со тоа што ги добија нафтените полиња под нивна контрола. Во Ирак беше исто. Во Сирија се обидува да го направат истото, меѓутоа Башар ал-Асад е се уште легален претседател во Сирија и со појавата на ИСИС тој план малку им стагнира. Меѓутоа секогаш е економскиот интерес првата работа што ги интересира големите сили за да прават вакви големи промени какви што направија на Блискиот исток. Значи влијанието на западните сили беше големо само од причина тоа што Русија беше ослабена, што во моментов не е така како што гледаме сега. Русија зема огромен замав и Русија почнува сега да ја предводи борбата против тероризмот, ја превзема таа улога од Соединените американски држави кои до сега беа дежурниот полицаец во целиот свет и наводно се бореа против тероризмот само. Сега Русија ја прави таа работа и Русија легално гледано е единствената сила во моментов која што легално делува на територија на Сирија. Че САД и Франција тоа го прават нелегално, без резолуција на Обединетите нации, без барање од сириската влада, а Русија пак на покана на барање на сирискиот претседател легално моментално е присутна во Сирија и директно се бори против тероризмот и тоа не само против тероризмот кој директно ги засега сите, туку и против терористите кои се реално помогнати. Тие се терористи во Сирија кои се борат против државата, се помогнати од западните сили. Тука некако следствено ми доаѓа следно подпрашање поврзано повторно со најголемиот глобален предизвик, а тоа е што мислите, дали по падот на железната завеса и по конечното капитулирање на социјалистичкиот концепт кој што беше доминантен во југоисточна Европа под капата директна или индиректна на поранешниот Советски сојуз, Соединетите американски држави го добија широкиот простор да бидат единствениот или најдоминантниот светски полицаец. Сега гледаме дека од позадина се изнедрува една нова руска сила предводена од рускиот претседател Владимир Путин, која создаде голем број на дилеми и подпрашања кога се однесува на уредувањето на новиот светски поредок. Како гледате на тоа руско влијание? Видете, интересно беше после падот на социјализмот, значи 90-те години, Русија беше економски слаба. Русија за време на СССР вложуваше во работи, вложуваше огромни ресурси во работи кои не е довен плод неков на крај. Со доаѓањето на Путин на власт, Русија конечно доби повторно лидер кој што е спремен да жртвува некои работи за доброто на државата. Путин е претседател кој има своје јас и кој што кога е потребно знае да тропне на маса и да запрети. Значи Русија е навикната да има лидери со челична тупаница што ги викаат, значи кој што кога ќе каже дека нешто треба да биде така е, кој што е лидер. Сега
збориме за тоталитарни режими, Русија еден вид е тоталитарен режим, значи се е сконцентрирано околу Владимир Путин и се зборува дека и фактички и правно е и Димитри Медведев, меѓутоа целата сила е кај Путин, без разлика дали е председател или премиер. Он значи со тоа со прередувањето на Русија успеа Русија да ја врати на пиедесталот како водечка светска сила, значи првенствено воена и економска сила. И моментално сите се плашат од Русија. Значи Европската унија зависи директно од Русија со гасот. Значи ако Путин буквално во Русија, ако Путин реши да се затвори гасоводот кон Европа, Европа цела зима ќе измрзне. Значи целата моќ е во еден човек и целиот свет се плаши од тоа. Се разбира, Путин не е будала, значи да прави глупости кои што не се во интерес на Русија колку да тера инет, туку тоа го игра стратешки така за Русија да го зголемува своето влијание како значи првенствено во бившите советски републики и Југославија некогашна, значи цела Југоисточна Европа и Источна Европа и полека да се шири кон Блискиот Исток каде што ги има некогашните влијанија кои што со падот на Советскиот сојуз ги загубија и сега повторно ги враќаат со тоа што имаат конечно решителен председател кој што е спремен да ги реши проблемите кои што се потребни да се решат во моментот и ги немаат оние бирократски процедури како во Америка да мора Сенатот и Конгресот да одобрат било што, туку тоа е кај нив проформа, само ако Путин веќе решил може да го спроведе тоа на лице место, кој што сега за санкциите со Турција и нив не име потребна некоја бирократска процедура и политичките партии да се сложат па да гласаат, значи таму ако Путин веќе решил, тоа ќе се спроведе наредниот ден и тоа ја дава силата на Русија во моментов да може да влие во секој момент секаде. Додека сад имаат процедура, значи доку сакаат они воено и да интервенираат, некаде мора Конгресот и Сенатот да им го одобрат. Во Русија не е тоа ситуација во моментов. Александар, ќе продолжиме по кратката пауза за реклами. Почитувани слушатели, се надевам дека доволно го привлекавме вашето внимание. Останете, се враќаме за кратко повторно назад. Концепт со Ина. Понеделник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Почитувани слушатели, ние сме повторно назад на Радио Брановите на Радио Слободна Македонија. Слушате Концепт со Ина. Денеска разговарам со мојот почитуван колега Александар Дамјановски за глобалните предизвици во кои што актуелно се наоѓа целиот свет. Се разбира, тука полека ќе дојдеме и до прашањето кој што најмногу не засега, тоа е регионот и секако Република Македонија. Во првиот дел од нашиот разговор, Александар, направивте една анализа која што ги засега почетоците на појавањето на исламска држава, аспектите и причините поради кои што таа истата се изнедри, како и факторите кои влијаат на незиното распламтување, како да можам така да се изразам. Секако пред малку го споменавме и руското влијание, како и политичкото делување на рускиот председател Владимир Путин. Апропо сето тоа што го кажавте, знаете, тука имаме неколку концепти кои што се судираат. Првенствено е американската надворешна стратегија, секако контролирана преку НАТО најмногу. Понатаму, ставот на западноевропските сили, кој што е предводен од германската канцеларка Ангела Меркел, која даде една множна контрадикторна изјава, која сега гледаме дека деновиве се возвраќа како бумеранг и ги предизвикува духовите помеѓу европските незини колеги, како и помеѓу жителите воопшто на Европската унија, бидејќи истите протестираат против незиниот повик кон политичките мигранти и азиланти, работоспособните луѓе од блискоисточните жаришта да дојдат и да помогнат на германската економија, бидејќи со тоа
имаме имаме еден нов предизвик кој што доаѓа, една нова голема миграција која не е за прв пат во историјата. Јас познавајќи ги историските прилики морам да потенцирам дека ова што се случува сега со актуелнава криза со мигрантите не е ново нешто во историска смисла. Целата човечка цивилизација е изградена врз база на територијални војни освојувања, како и врз база на голем број на миграции, предизвикани од војни катастрофи или природни катастрофи. Но ние можеби како современ свет, како современа цивилизација по долги децении на мир и на привиден мир или на некоја рамнотежа или во либерална демократија концепт на функционирање владење, некако изумивме дека постојат предизвици кои што имаат еден друг тек, но за тоа и за многу други работи би можеле уште неколку емисии да посветиме. Сега би сакала да ве слушнам вас и вашето ценето мислење околу тоа. Знаеме дека пред 10 дена имавме страшни терористички напади во Париз. Значи имаме огромен број на жртви, 3 пати повеќе повредени. Сето тоа доаѓа како резултат на овие блискоисточни тензии кои што, како што веќе кажавте, 2 децении се провлекуваат. Како тие влијаат врз целокупната ситуација? Па видете вака, кога ќе се земе во предвид дека до сега Европа веќе неколку децени живее во мир. Европските граѓани не се навикнати да бидат директно инволвирани во крвопроливање. Значи, они се научени до сега, кога европските земји интервенираат некаде, тоа ќе биде со воздушни напади и граѓаните не го осеќаат реално тоа. Сега се свртат топката и тероризмот им го донесе крвопроливањето дома. И сега во ситуација тоа се осети кај граѓаните на Париз, значи и на цела Франција и Брисел. Значи, народот не е навикнат да имаат военна состојба, народот не е навикнат да гледа полиција на улици. Народот е уплашен таму. Со терористичките напади во Париз, значи кој што претходно имаше и после тоа уште еден голем број напади дали во Тунис, Мароко, сеедно. Значи тие ги забораваме и сега зборуваме повторно за нападите во Париз, меѓутоа и тоа е добро затоа што тие одигра во еден момент клучна улога за Франција конечно да се вклучи директно во борбата против тероризмот. Сега, после нападите се створи простор, конечно Русија и НАТО, тоест Франција представувајќи го НАТО, седна заедно на маса и се даде простор заедно да се договорат и координирано да се борат против исламска држава. Тоа е за поздрав, зашто наверојатно ИСИС него очекува тоа дека ќе може двете држави да седнат заедно да преговарат. Меѓутоа направи еден пресврт во целата борба и отвори простор, значи, за соработка меѓу источниот и западниот блок. Сега смешно звучи од денешна перспектива источен и западен блок, меѓутоа фактичката состојба таква е. Европа е поделена повторно на исток запад. Значи Русија иако не е во Европска унија, сепак огромен дел од територијата е на територија на Европа и мора да се земе во предвид тоа дека огромен број држави од Европската унија се уште се под влијание на Русија и повторно може да се зборува, значи, за источен и западен блок. И сега, како што кажав, значи нападите во Париз створија простор за соработка меѓу тие две држави. До сега беше малце неорганизирана борбата против ИСИС, значи сад напаѓаат едни места, Франција ќе напаѓа други места, Русија си бомбардира трети места и не може тука координирано да се, ако нема координација, не може да има огромен успех на
терен. Че ја не зборам дека Русија нема доволно силна армија и авиација сама да ја уништи ИСИС или дека САД нема тоа. Меѓутоа факт е дека ниедна сила нема да употреби све што има против еден непријател. Заради тоа добро е што конечно ќе седнат на маса, ќе се договорат, ќе се скоординират. Сега се јавува друг проблем, веднаш само што беа нападите во Париз, конечно седнаа да се договорат како ќе напаѓаат и Ердоган или Турција еден кикс има, значи соборување на руски воен авион. Значи со соборувањето на рускиот воен авион се отвори простор Русија да се повлече повторно тие разговори и повторно со сета сила да удри кон оние што ги нарекуваат умерени исламистички групи во Сирија, кои што беа до сега на страната на Западот, спонзорирани од САД, од Франција и Германија и Турција. Да, Александар, јас би сакала за тоа во вториот дел од нашиот разговор малку подетално, бидејќи сега ни доаѓа терминот да најавам повторно еден блок реклами и една убава музичка numera и потоа мислам дека ќе имаме можност така повеќе да можеш да го елаборираш сето она што е поврзано со стратешкото влијание на Турција и низните потези во истава приказна. Почитувани слушатели, ова е Концепт со Ина. Вие сте на брановите на најубавото радио во Боја, Радио Слободна Македонија. Повторно ве поканувам на една кратка пауза. Чујте нашиот избор на музичка numera и останете со нас. Се враќаме за кратко. Почитувани слушатели, вие сте повторно назад на Концепт со Ина. Разговарам денеска со мојот почитуван колега политикологот Александар Дамјановски за темата на глобалните предизвици на 21. век. Зборувавме досега за случувањата на Блискиот Исток, за веќе дводецениската војна состојба практично во блискоисточните држави, за падот на тамошните режими. Исто така се осврнавме и на американската како и на руската надворешна политичка стратегија. Некаде при крајот на нашиот прв дел од разговорот Александар спомена и за турското действување токму во овој актуелен момент, па сега би сакала во тој контекст да ни објасниш малку повеќе на мене и на нашите слушатели, дали соборувањето на борбениот руски авион од страна на Турција влијае на ситуацијата на терен? Факт е дека тоа не може да нема влијание, бидејќи сите знаеме со соборувањето на рускиот воен авион веќе наредниот ден Русија со сите сили помогната од артилеријата на Сирија го бомбардираше пределот каде што беше соборен рускиот воен авион. Так. Иако тој беше соборен од турските воени сили, едниот пилот беше убиен од групите спонзорирани од западните земји на терен. Русија веќе наредниот ден со све што имаше удри на тој дел и јавно кажа дека сите терористи од тој дел се уништени. Тоа малце ја менува ситуацијата на терен и исто така ја менува ситуацијата во целокупните меѓународни односи. Значи, ако се земе во предвид тоа дека Турција, значи не ми мене јасна поентата се уште на Ердоган зашто го направи тоа што го направи, бидејќи не беше ни прв пат руски воени авиони да го нарушат во воздушниот простор на Турција. Реално тоа е предел каде што секако мора да се помине ни турски воздушен простор за руските воени авиони да можат да бомбардираат целите. Меѓутоа, стварно една тешка одлука донесе Ердоган, која што не знам колку ќе вроди со плод. Сега веќе после неколку дена гледаме дека Турција повторно разговара сега за прием во Европската унија. Еве денеска турскиот премиер е отиден во Брисел да разговара за Турција да ги отпочне повторно преговорите за влез во Европската унија. Безвизен режим и така натаму. Безвизен режим со тоа што за возврат Турција ќе се справува со мигрантите на терен директно, нема да ги пропушта директно на кај Европската унија и ќе ги дели тие што се потенцијални терористи од тие што не се
терористи и гледаме дека веќе имало некаква задна игра. Значи на Турција се ветени 5 милиарди евра, која што е огромна сума на пари за контролирање на мигрантите, и Турција можно е веќе утре да ги отпочне преговорите за влез во Европската унија, која што е единствена држава која што се уште од Европа која што се уште не е во Европската унија, која ќе има огромен бенефит ако влезе во Европска унија. Македонија ќе нема токав бенефит, нешто ќе загуби, нешто не. Турција ако влезе во Европска унија само ќе добие, бидејќи Турција е економски џин. Турција има економија еднаква со економите на Германија, на Франција. Турција произведува исто што произведува Шпанија, 10 пати повеќе, 3 пати поевтино. Знаеш што, Александар, еве сега тука вака додека разговараме, прегледувам низ интернет порталите, например вчера вечер на порталот Медија новинарот Драган Павлович Латас има еден негов коментар околу цела оваа ситуација поврзана со Турција. Има едно парче кое што е интересно, би сакала да го извадам, па можеме да го искоментираме. Тој помеѓу другото вели: турскиот напад на рускиот борбен авион Су-24 секако не е случајност или одлука само на Анкара. Како што не е случајност ни претходното уривање на рускиот патнички авион над Египет. Тоа е обид да се создаде немир и притисок од руската јавност врз Путин и да се трне истиот од Сирија. Турскиот напад врз руски воен авион, од друга страна, има исклучителна важност за САД. Познато е дека Турција и Русија договараа гасовод кој е спротивен на американските интереси, а имаат и договор за изградба на руска атомска централа во Турција со вредност од 20 милиарди долари. Сега сето тоа е доведено во прашање. Турција сега не е оној партнер, пријател на Русија каков што беше. Понатаму вели вака: само неколку недели пред турскиот напад, Русија изврши бомбардирање на 500 камиони со нафта, собственост на ИСИС, кои нафтата ја собираат од Дел Ал-Зор во Сирија и ја продаваат во Турција со цена од $30 по барел, иако на пазарот таа цена е близу $50. Со ова, вели Латас, Турција учествува во финансирањето на ИСИС, кои само преку нафтата продавана преку Турција заработуваат околу 200 милиони евра годишно. Исто така, весникот Известија објави дека Билал Ердоган, синот на турскиот председател, го води бизнисот со сириската нафта на ИСИС преку Турција, а како подкрепа на таа соработка весникот објави фотографии на кои Билал Ердоган се сликал со лидери на ИСИС. Соборувањето на рускиот авион за Путин е предизвик и согласно напнатите ситуации последниве десетина години, Путин редовно знаел од тоа да извлече политичка, воена и економска заработка за Русија. Ердоган ја загуби битката со Путин уште еднаш, смета Латас. Што мислите вие? Видете, дека Турција прави некакви економски сделки, значи трговија со нафта, со ИСИС, тоа е факт, значи веќе не е ни шпекулација. Дека тоа влие за Турција да собори руски авион, мислам дека не. Значи, соборувањето на руски воен авион од било која држава во светот е огромен предизвик. Значи, никој нема да донесе одлука да собори руски авион туку така или за некакви си 200 милиони, 200 милиарди нека се, ако сака долари, нема да го направат тоа. Русија е преголем играч во моментов за некој да се закача туку така со Русија. Како што кажав, Русија не е бирократска држава, Путин може сам да донесе одлука. Значи, доколку сакаат Путин сега овие економски мерки што ги наметна на Турција може да се сватат и како смешни за тоа што све може Русија да го направи во овој момент. Дека Путин загуби нешто со соборувањето на рускиот авион не може да се каже, пошто Путин само доби со тоа. Покажа колку Русија е силна и покажа дека Русија има сила да се бори против цело НАТО наеднаш. Значи, никој нема повторно да проба да се замери со Русија на ваков начин, бидејќи ќе се соочи со огромни економски санкции. Сега, дали синот на Ердоган соработува со ИСИС, тоа треба
тоа е мислам веќе теорија на заговор и веќе тоа треба да се испита сериозно од институции кои што си го работат тоа. Ја нисум бил на терен, ни го знам синот на Ердоган, за да кажам. Има спекулациите кај ќерката на Ердоган е во главната болница на ИСИС, дека тој има раскинате помеѓу стратешкото партнерство со Соединетите Американски држави и со поврзаноста со радикалите од исламска држава. А кој е тогаш ќарот на Русија, на Турција и на Ердоган за да се бори против ИСИС? Значи Ердоган доколку сакаше ќе ги помагаше директно, ќе им дадеше оружје, ќе ги не смеат поради НАТО. Ама НАТО, Турција е исто така голем играч во НАТО и може да ги направи ИСИС да ги прикаже како борци за права. Значи ни Русија, па дури ни Саудиска Арабија, која што е директен кој што е најголем поддржувач на ИСИС, немаат интерес од ИСИС. Они им прават и нив, го прелијат нивното име. Значи, сите сега гледаат на исламот преку призмата на ИСИС. Исламот и муслиманите не се ИСИС. Тој е еден дел од исламистите кои што се премногу радикални и кои што ги користат го користат исламот за собствени цели. Значи, дека ИСИС строго го прави ова од религиозни причини, смешно да се кажа повеќе затоа што они кажуваат дека они се борат за еднакво за муслиманите да живеат добро, додека на терен гледаме дека лидерите на ИСИС живеат како богови. И да не заборавиме раѓањето или растењето во позадина на курдската држава, која што секогаш стои како опасност. Да, курдската држава, видите, Турција е премногу силна за некој да отцепи дело од Турција, тоа е исто како да кажеме дека некој може да отцепи дело од Русија. Значи премногу е силна за некој да извади дел од таа територија. Турција не е Србија. Турција е премногу силна држава за да може една мала група да ја контролира цела држава. Тоа се случи со Србија, со Косово, меѓутоа тоа се случи од непромислени потези на лидерот на СР Југославија тогаш, на Слободан... Добри, геостратешки, геополитички настан. Александар, јас тука ќе мора да го прекинам нашиот разговор уште еднаш, иако ми е пријатно и навистина ценам дека и нашите слушатели уживаат и многу работи денес ке им се појасни. Почитувани ве поканувам на уште една кратка пауза за реклами и веднаш се враќаме назад. Останете со нас. Почитувани слушатели, еве неповторно назад, јас и мојот почитуван колега, политикологот Александар Дамјановски, веќе во самата последната, што се вели, 10-минутна можност да ги исцрпиме сите теми за кои што сакавме да дискутираме денес, но секако Александар ми се чини дека ќе се согласите со мене, нас ќе ни требаат уште многу вакви емисии како би можеле се така да разглобиме темелно и да можеме сегментарно да ги издвоиме сите најважни аспекти кои што не поврзуваат со глобалните предизвици и закани. Секако, она што особено ме интересира сите нас е действувањето на исламската држава отвори секако нови дилеми кои го засегаат меѓународниот поредок и тоа го констатиравме. Но нас би сакале да ни кажете како сега ИСИС ќе влијае на состојбите во Република Македонија и како тоа нас сите ќе не засегне на личен или на еден општествено-политички план. Видете, вака Македонија се соочува моментално со огромен проблем, а тоа се мигрантите и азилантите. Значи, ние имаме дел од мигранти кои што се од воени предели, значи од Сирија, Ирак, кои што и Афганистан, кои што транзитираат низ Македонија за да дојдат во ЕУ. Смешно од ЕУ да дојдат преку Македонија во ЕУ, ама добра. И имаме, значи, економски мигранти кои што не ги прифаќаме, значи да влезат на територија на Македонија, затоа што после тоа Србија нема да ги прифати и Србија ако ги прифати, Хрватска нема да ги прифати, ќе ни ги вратат назад пак. Сега ситуацијата во Македонија со оглед на тоа дека огромен број мигранти и еве веќе во некои наврати и полицијата на границата беше нападната, се ствара голема тензија која што е креирана, ја мислам, значи директно од грчките власти. Они ако сакаат мигранти можат да ги праќаат преку Бугарија и цело време да бидат во ЕУ. Нема потреба преку Македонија да одат. Свесни се дека економските мигранти не ги примаме ние. Они пак не ги носат на граница да ствараат тензија.
Меѓутоа и тоа е небитно во ваква ситуација, затоа што во овој момент клучната улога во Македонија во поглед на меѓународните односи, во поглед на заштита на границите, ја игра претседателот на Република Македонија. Ако се земеме во предвид тоа дека Македонија се наоѓа пред избори, значи премиерот Никола Груевски за 1,5 месец ќе треба да си поднесе оставка, да дојде технички премиер. Треба Македонија, тоест политичките партии да бидат многу, значи крајно предпазливи кого ќе постават за технички премиер. Во тие 3 месеци додека тој технички премиер е на власт, значи може да се створи ситуација да треба тој премиер да донесе многу сериозни одлуки кои што ќе може да бидат пресудни за и нината на Македонија на долг рок, не до април. Значи одлука од тоа да се прават кампови во Македонија, значи сериозни одлуки кои што може да наштетат на цела Македонија на многу долг рок. Драго ми е тоа што претседателот во овој период ја зима клучната улога за носење на одлуки и кажување на ставот на Република Македонија на меѓународните фактори, бидејќи премиерот е ставен во тешка ситуација кога во преговорите притиснат од западните сили, значи од Европска унија и САД директно, амбасадорите директно диктираат како ќе се одвиваат преговорите, што премиерот да прифати, што не пред избори, и премиерот ја нема таа слобода како што ја имаше пред една година да може да донесе цврста одлука. Бидејќи на крај крајва он веќе е договорено дека во јануар ќе си поднесе оставка и ќе дојде технички премиер. Затоа претседателот евидентно Александар тоа дека претседателот Иванов значи конзистентно во својот втор мандат ги стои на ставовите на зачувување на унитарноста, целовитоста, самобитта на нашата држава, на Република Македонија, и во овој моменти одигра една навистина клучна улога, кажувајќи им на сите светски лидери во лице она што ние секојдневно го доживуваме и стравуваме како граѓани на Република Македонија. Секако дека тука хуманата димензија е запазена, но треба да се има во предвид, како што и секоја безбедносна стратегија налага, тоа е пред се интересот и благосостојбата на македонските граѓани. Видовме дека пред некој ден имаше некоја најава во медиумите, нели нашите анализи може да одат најчесто се базирани на јавните гласила, дека постоела опасност од некој терористички напад во Сити Мол, така. Видете, тоа е сега отвара Пандорина кутија. Ајде да не зборуваме за непроверени информации, затоа што сепак дали имало терористички напад или не обид за терористички напад во Сити Мол, МВР се уште го нема потврдено, се уште нема кажано ништо околу тоа. Конкретно ја вчера бев во Сити Мол тој период, ништо не видов, така да не зборуваме за тие работи сега. Значи да не се кажам во контекст на тоа што претседателот Иванов им го укажува на западноевропските сили, а тоа е прашањето за сериозната загрозеност на државата. Ако не е Сити Мол, тоа ги имавме Кумановските настани. Точно, видовме голема подвојност во македонското политичко ткиво по тоа прашање. Конечно се гледа разликата помеѓу претседател, значи претседателот Иванов, кој што бил професор во оваа област. Значи претходно го има и теоретското знаење, го има и практичното знаење, и значи он е поткован од дипломатија и од теоретски аспект. Значи претседателот од теоретскиот дел покажува сега колку неговото знаење има влијание за заштита на Република Македонија. Претседателот е тој што сега ја штити Македонија и ги штити граѓаните. Ако претседателот не кажеше дека ние нема шанси да прифатиме 20.000 мигранти камп да направиме во Македонија, тоа ќе беше од огромна штета на Република Македонија. Претседателот свика совет за безбедност, наложи да се постави ограда на границите. Значи, во ситуацијава, претседателот ги користи максимално сите своји права како претседател, за да ја заштити Македонија од било какви проблеми во иднина. Јас знам дека наверојатно и премиерот го прави тоа, меѓутоа премиерот, пак ќе кажам, е ставен во незгодна ситуација од европските сили кои што ќе гледаат сега да го притиснат максимално,
ако успеат да искамчат да донесе некаква одлука која што ги биде во нивна корист, не на Македонија. Познавајќи го овој премиер, мислам дека тешко тоа ќе го направи. Затоа премиерот многу вешто се трга, не дава изјави за таа работа, го остава председателот да ги каже сите изјави. На председателот во моментов не му влијае ни избор ни реизбор. Председателот има моментално целокупната слобода да носи одлуки без никакво влијание од никого. Простор за маневрирање има и се разбира има добар советнички тим, значи, кој што го советува добро, сите одлуки до сега се покажаа како добри за Македонија. Да, и во интерес на Македонија. Во интерес на Македонија, да. Значи, како што гледаме, поставување ограда. Значи, нас проблем ни беше исто така што немавме пристап до датабазите и опрема за читање на датабазите за евиденција на мигранти. 2 месеци Европска унија не го процесираше тоа барање. Председателот директно му го кажа на Туск во што се вика во 4 оци во лице директно дека Македонија ја нема таа опрема, дека барањето е поднесено, не ни ја дава таа опрема. Тоа е тој проблем што го има Македонија, што и го прави Европа. А мигрантите смешно доаѓаат од Шенген зона, влегуваат во Македонија за да одат пак во Шенген зона. Мислам, смешно е. Тоа е, не знам како, зашто не се каже не примаме мигранти, си имате Бугарија, си имате Албанија, си имате. Стратешки ја користат целината трансферзала? Користат голем дел од зелената трансферзала. И тоа е, да не заборавиме, Александар, за тоа ќе направиме посебна емисија. Јас ќе ми биде многу драгоцено ти уште еден наш почитуван колега тука да си седнеме и повторно да си ја разврземе таа тема која што не поврзува сите тројца, но мислам дека ќе се согласиш со мене дека оние муџахедински кели кои што останаа како резултат на војните во бивша Југославија, посебно мислам на Босна во 90-тите години, и како си имаат логистика која што не така може би била пасивизирана во изминативе така да речам декади, но сепак истите не се целосно заспани. И не е само Македонија и не е само Босна и Херцеговина, и Косово тука е. Косово и камповите за Обука на Ал-Каида кои што беа во Албанија. Најголемиот број борци на ИСИС кои што се од Балкан, од каде доаѓаат? Од Косово и од Босна и Херцеговина. Многу мал дел се од Македонија, дали десетина борци се од Македонија, познати бројки. Значи покажува каде ги има тие кели на радикални исламисти кај нас. Пред неколку месеци имаше акција, директно ги спречија тие. И мислам дека сега Македонија е безбедна, председателот носи добри одлуки, ја штити Македонија, па во иднина ќе видиме доколку се промени ситуацијата, можеме пак да разговараме на таа тема и да видиме каква е ситуацијата во тој момент. Александар, навистина ти благодарам за твоето учество денес во Концепт Соина. Од се срце благодарам и ти посакувам понатаму да работиш на овие предизвици, бидејќи драгоцено е ова денеска што го сподели заедно со мене и моите слушатели. Ви благодарам на поканата и доколку ме поканите ќе дојдам, пак се разбира. Ќе ми биде мило. Концепт Соина е отворен форум кој што е посебно наменет за драгите политиколози од Република Македонија, кои навистина значат и оставаат простор да веруваме дека во сигурни раце нашата држава оставаме. Почитувани слушатели, јас сум доктор Иванка Додовска, Радио Слободна Македонија, Радио Дифузно друштво. Ова е Концепт Соина. Денеска е 30 ноември 2015 година. Продукција Радио Слободна Македонија. Ви посакувам секое добро, бидете ми здрави, живи и се гледаме, се среќаваме, се слушаме повторно следниот понеделник. До слушање. Концепт Соина е интерактивна емисија во која авторката и водител Иванка Додовска разработува актуелни теми од современото македонско општество. Емисијата има за цел да прерасне во вистинска работилница на знаење и размена на искуство од областа на политиката, образованието, историјата, религијата и безбедноста, кои ќе имаат позитивно влијание врз развивањето и унапредувањето на општествениот диалог и слушателите. Концепт Соина. Понеделник од 17 до 18 часот на Радио Слободна.